Благодарам, почитувам председателя, почитувани колеги пратеници, почитувам заменик министер. Искрено не мислев да зборувам по оваа точка, меѓутоа, еве, јас имам блиски роднини кои што живеат во такви станови. Јас тие ги велам, ги нарекувам солидарни станови, бидејќи не се сите социјални, бидејќи тие се наменети нели за семејства на самохрани родители, семејства кои што имаат некој социјален ризик, значи не се сите приматери на социјална помош. И истото јас го приметив и кога колешката зборуваше ми текна дека имав еден пост на социјалните мрежи кој што беше подкрепен со слики. На сликите се гледа, можете и да отворите слободно и да проверите, на 27.5, 27 мај, стасуваат фактури за плаќање на струја, она што требаше да се одложи. Првично ние реагиравме бидејќи одложувањето не е никаква помош, туку е баш напротив терет откако ќе заврши целиот овој рок кој што беше предвиден за месеците март, април и мај. Значи после 3 месеци тие практично наместо да си платат еве за 58 квадрати стан имаме 1388 денари сметка. Значи тие наместо да си платат тогаш 1388 ќе треба да платат 4 пати по 1388, односно овие кои што требало да се одложат. Затоа амандманот мислам дека е многу правичен и многу праведен. Од една страна тоа не се одложи тогаш во првиот удар, во првиот импакт кога луѓето ги сетија проблемите, околу 40.000 граѓани дополнително нели останаа без работа, тогаш не се реши. Меѓутоа еве гледаме дека се продлабочува оваа криза. За 5 милиони денари мислам дека е многу реално и многу човечки да се прифати ова. Во Велес имаме еве 144 станови солидарни, не социјални. Не е никаква сума во прашање голема во однос на буџетот, меѓутоа на тие семејства многу ќе им помогне. И повторно ќе се согласам тука со колешката Панова, ние не бараме одложување, туку бараме укинување на тие трошоци. Не знам дали знаете, еве за крај само дополнување на ова што го говорам, во текот на месец јуни, откако им стаса овие сметки кои што требаше да бидат одложени, иако им стаса, од текот на месец јуни им стаса нови договори. Новите договори значеа одење по нотари, вадење нова документација, вадење изводи, вадење државјанство и така натаму. И сето тоа дојде на терет на овие луѓе, на овие граѓани кои што се навистина во социјален ризик. Затоа предлагам, еве и до почитуваниот заменик министер, не е ова некое залудно трошење на пари, не е никакво фрлање или недомакински трошок, баш напротив. Дајте, ако веќе имаме компонента која што предвидува стабилност на граѓаните кои што се во социјален ризик, дајте навистина да им помогне. Се надевам дека ќе го прифатите овој амандман. Благодарам.